Без да чека правосилност на судската одлука на Висшиот управен суд, Горан Герасимовски, директор на Државниот завод за индустријска сопственост, ја избришал трговската марка Baby Beef на Zola Company од светскиот трговски регистар. Зоран Лазаревски, собственикот на Zola Company, вели дека директорот Герасимовски немал никакво право да ја избрише трговската марка од светскиот регистар и се сомнева дека ваквата постапка, како и одлуката за ништовност на Висшиот управен суд, се носат за да се ослободат од одговорност маркетите Tinex и Vero, со кои води судски постапки, оти и покрај тоа што ги раскинале договорите со него, продолжиле да продаваат месо, представувајќи го под името на неговиот бренд Baby Beef. Од некои за нас непознати причини, бидејќи нашата трговска марка е регистрирана пред 7 години и се уште е легитимна во светскиот трговски регистар, не знам со кое право, раководството начело со директорот на Државниот завод за индустријска сопственост го избришал постоењето на трговската марка. Што значи за вас бришењето од светскиот регистар? Тоа значи многу. Значи, он нема се уште право, никакво право нема да го избрише во светскиот трговски регистар, да ја избрише нашата трговска марка. Се до правосилноста на решението. Се до правосилноста на решението, нашата трговска марка е легитимна. Тој ја обжалил одлуката на Висшиот управен суд, а подготвува и пријава за злоупотреба на службена должност против директорот Герасимовски. Ние сега со нашиот тим адвокатски се спремаме да покренеме постапка за злоупотреба на службена должност, бришење од светскиот трговски регистар на трговска марка која е легитимна и се уште, повторувам, легитимна до правосилноста на решението. Ние водиме два судски меѓувремено две судски постапки против два маркети за злоупотреба на индустријска сопственост. Тоа е маркетот Tinex и маркетот Veropolis, каде што врз основа на вешти лица е констатирана е нашата штета над близу 1 милион евра, каде што во сред судска постапка со превземањето на директорската фотелја на Државниот завод за индустријска сопственост пред месец, 2-3, се донесува такво решение за ништовност, наместо да се брани одлуката на претходната одлука за немање ништовност на трговска марка и легитимност на трговска национална марка на Baby Beef, која што е веќе во владение 7 години, од еден пат се донесува ништовност на трговска марка по барање на Tinex и на Vero. Тоа се беше легитимно се до оној момент додека не поднесовме тужба против Tinex и Vero. Ние со маркетите на Vero започнавме да го продаваме нашиот бренд 2008 година. Го развивме бизнисот на трговската марка, бизнисот со месо со нашата трговска марка во Veropolis. 2015 година од негови само познати причини на Veropolis, тој ја прекина соработката со нас и почна да го продава нашиот бренд. За да ние реагиравме, 3 години го продаваше, поведовме најлегитимни постапки, поведоме судски постапки, каде што се уште се судските постапки во оптек, каде што се злоупотребува само улогата на ништовност. Судските постапки во секој момент на барање на адвокатите на Tinex и на Vero се прекинуваат до решавање на ништовноста на нашата трговска марка. Директорот на Државниот завод за индустријска сопственост Горан Герасимовски одби да го снимиме изјава и од него. Тој вчера телефонски беше дрзок и со навреди се обиде да се вмеша во уредувачката политика на А1, откако го прашавме за објаснување зошто не почекал одлуката за ништовност на трговската марка да стане правосилна, па тогаш да ја избрише од светскиот трговски регистар. Вие сте инструирани, разбирам како одат овие работи. Зошто ме барате на мојот приватен број? Јас имам службен, рече директорот Герасимовски, а откако му укажавме дека не може на таков начин да разговара со нас, се извини, укажувајќи дека никого не сакал да навреди. Одби да го снимиме, оти смета дека во овој момент тоа не е во ред. Тој е еден од кандидатите кои побараа партиска поддршка од СДСМ за градоначалници на Центар. Денес електронски испрати одговори на прашањата во кои тврди дека не ја избришал трговската марка, оти таа никогаш не била впишана таму наспроти изводите од светскиот трговски регистар во кои Baby Beef се гледа дека е заведена како национална трговска марка. Носителот на правото Zola Company не побарал меѓународна регистрација на трговските марки, па следствено неговите трговски марки никогаш не биле впишани во меѓународниот регистар на Светската организација за интелектуална сопственост. Оттаму трговските марки Baby Beef не можеле да бидат избришани од меѓународниот регистар, бидејќи таму никогаш не биле впишани.
Висшиот управен суд, постапувајќи по жалбите на Зола Компани, ги потврди пресудите на управниот суд со кои решенијата на заводот се поништени. Постапувајќи по насоките на управниот суд и Висшиот управен суд, заводот донесе решение во кое го уважи предлогот и трговската марка ја огласи за ништовна. Стои во одговорот од директорот Герасимовски, кој избегнал да каже зошто не почекал правосилност на решението од Висшиот управен суд. На прашањето зошто истиот тим кој еднаш ми ја признал трговската марка, а потоа за потребите на судските постапки во неколку наврати се изјаснувал дека нема основ за ништовност, наеднаш откако тој е директор носи одлука за ништовност и зошто 7 години истиот тим не реагирал за марката, Герасимовски вели дека реакциите почнале веднаш по признавањето. Предлогот за осогласување ништовност на решението за признавање на правото е поднесен веднаш по донесувањето на решението за признавање. Заводот го чекаше исходот од постапките поведени пред судовите, пошто делуваше согласно одлуките. Стои во одговорот од директорот Герасимовски. Тој нема да бара одговорност од тимот во заводот поради различните ставови, а смета и дека нема простор за корупција по сомневањата дека одлуката за ништовност се носи во корист на Тинекс и Веро. Директорот, како правен застапник на Државниот завод за индустријска собственост, ја води институцијата и незините вработени следејќи ги законските прописи и одлуките на соодветните институции, во овој случај судовите. Стручните служби се оние кои ги водат постапките, вклучително и оваа, во кое што нема утврдено никакви пропусти. Ваквиот начин на постапување не создава простор за сомневање за корупција и одлуките не се политички засновани. Одговараат од заводот. Лазаревски пак најавува дека правдата за неговата трговска марка ќе ја бара и во меѓународните судови во моментот кога ќе бидат исцрпени домашните, а ќе побара помош и од меѓународните телевизии зашто изгубил верба во националните. Тоа мојот тим адвокатски што го ангажираме, што сме на крај со снаги, со финансии, со се тоа, е спремен да му даде едно повисоко ниво, повикувајќи ги меѓународните телевизии, бидејќи имаме проблем овдека со националните телевизии да ја објавуваат нашава иницијатива, бидејќи најголемите маркети Тинекс и Веро се рекламираат во тие национални телевизии. И сега сме во преговори со меѓународните телевизии на CNN и на уште една европска телевизија која ќе дојде на нашиве простори овдека да направи една репортажа за нашиот бренд.